Прво, нема се уште ништо договорено, како што соопштија министрите за надворешни работи на нашата земја и министерот од Република Грција. Се договорени принципи и начела на договор. Се работи на правно-формалниот аспект на самиот договор. Следува разговор помеѓу мене и премиерот Ципрас. Верувам деновиве, вечерва, утре до петок. На овој разговор очекувам да направиме исчекор, кој што е многу значаен. И затоа секако ги следиме сите шпекулации во јавноста. Веднаш штом ќе имаме било каква информација, знаете дека како и секогаш транспарентно и отворено ќе ја споделиме. Во делот на чекорите не е нешто тајно, нешто што е непознато. Тоа е темата на лидерската средба на која што разговаравме пред неколку денови. Додадено е само тоа што на некој сакал да го додаде во делот на можни закани од СЈО или слично. Чесно е да се разговара покрај за правно-формалниот аспект на евентуален договор и за термините за негово спроведување. Знаете дека во Македонија сите стоиме позади референдум. Ако ние стоиме позади референдум, а Грција има за тоа разбирање, рете логично да бидат поставени чекорите на спроведувањето на евентуалниот договор. Повелете друго прашање? Искра Коровишовска, Алфа телевизија. Господина Заев, ова што го зборувате во делот за судски реформи и како се е тргнато на подобро, практично ве демантира содржината на нон-пейперот до која што верувам дека дојдовте и ја прочитавте. Значи, внатре има критика за неспроведени судски реформи, за политизација на администрацијата, за лош начин на борба против корупцијата и криминалот. Она што неофицијално практично од страна на власта се слушна е дека тоа се ставови на Франција и Холандија, но сите многу добро го знаеме влијанието на Франција и Холандија во рамките на Европската унија. Како ова го коментирате, тоа е првото, а второто, председателот на бугарскиот дел од мешовитата комисија која што ќе работи на чешлање на македонската историја, за Алфа отворено призна дека ќе се менуваат одредени ставови во историјата и истовремено рече дека во рамките на договорот јасно сме се изјаснили, односно сме прифатиле како држава, дека се откажуваме од бранење и барање на правата на македонците во Бугарија. Тоа вие го негирате, меѓутоа членот 11 став 5 од договорот јасно го кажува тоа. Како ова го коментирате, ќе се менува ли македонската историја? Еве вака, пишува многу децидно во договорот кој што е јавно објавен и транспарентен. Македонија ќе ги брани своите права на својата заедница надвор од Македонија согласно сите меѓународни договори кои што постојат и се обврзувачки за сите земји. И апсолутно тоа не загрозува никакви надежи, никакви права на македонците или граѓаните на Македонија било каде да живеат и работат во светот или да се во светот. Истовремено, она што го прифативме и ние го споделивме, а тоа е дека споделуваме и заедничка историја покрај нашата посебна историја. И тоа е факт. И ние не бегаме од фактите. Тие се чекорите на храбро носење на одлуките. Целиот Балкан има заедничка историја, цела Европа има заедничка историја. Ние имаме и наша посебна историја, како што и Бугарија има своја посебна историја. Сето она кое што ќе биде спроведувано од делот на комисиите за имплементација на договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија ќе биде транспарентно, ќе биде отчетно, ќе биде отворено пред граѓаните, како што после 9 месеци видовте дека само се подобруваат соработките, нема никаков зијан, ниту за државата, ниту за граѓаните, така и ќе биде и во иднина. Да престанеме да се плашиме од голи популизми, закани од некакви си, не знам, намеренија према Македонија или било што кој што јакне национализам. Ако сакаме да бидеме во Европска унија, треба да бидеме европејци. И согласно тоа, штитејќи го нашиот идентитет, нашата национална посебност, нашата гордост, секако да го прифаќаме пријателството и со соседите, и со сите други земји во Европската унија. Првото прашање беше за нон-пейперот. Демократска Европа е многу легитимна во своите дебати. Тие своите зборови ги истакнуваат на сите форуми, на сите состаноци, а и во вакви пишани документи. Не е нешто ново дека Франција и Холандија имаат резерви за проширувањето на Европската унија. Зборувам за проширувањето на Европската унија, не за датум за отпочнување на преговори. Затоа што нивните ставови се дека Европа мора да се подобри, мора да се реформира
и тогаш би била дури и поатрактивна за нас земјите кандидати или аспиранти за полноправно членство во Европската Унија. Затоа имав состанок и со председателот Макрон и со премиерот Руте, председателот на Франција и премиерот на Холандија, за да можеме уште еднаш да објасниме многу легитимно и транспарентно дека Западен Балкан е променет, Македонија е целосно променета. Надежта која што Европската Унија ја дава на Македонија, а сигурно и на целиот Западен Балкан, е водилка во нашите аспирации на внатрешни промени, на реформи и унапредување на севкупниот квалитет на живот, приближувајќи се кон стандардите на Европската Унија. Ако Европа престане да ги испраќа охрабрувачките пораки, никој не може да гарантира Балканот дали ќе се врати повторно во фрустрациите, национализмот и патриотизмот кој што беше како квази патриотизам демонстриран многу години наназад и во Македонија и во многу други земји. Денеска Балканот е целиот европски ориентиран и затоа јас верувам дека треба храбро да чекориме со сериозни и храбри одлуки и за тоа што се случува дома во Македонија и за тоа што се случува на меѓународен план, така да нема да имат аргументи никој да не остави буквално во мирување во нашите напредување и интегрирање во Европската Унија. Јас сум убеден дека таа дебата, како што гледате, е транспарентно поставена на секаде, секако ќе биде на крајот исклучиво за Македонија во поволни околности, посебно имајќи во предвид ако не подклекнеме, не наведнеме главите, не се разочараме, односно продолжиме храбро и во реформите, и во решавањето на отворените спорови и прашања кои што ги имаме кај нас, но и комплетно со европските манири кои што веќе една година целосно се демонстрираат во Република Македонија. Но не одговоривте на критиките. Значи, немате судски реформи, тоа се конкретните критики, партизирана администрација. Еве ќе кажам и за тоа. Судските реформи почнаа во Македонија да се случуваат. И знаете дека дел од законите заедно ги одлучивме. И сите знаеме дека тоа е првата фаза од трите фази кои што предстојат. Тоа го знае Европа, го знаеме и дома. Не е нешто ново. И ако некој дел од земјите се со став дека прво треба да се реформира Европа, а после да биде отворена и за Македонија и за другите земји од Западен Балкан, ги кажуваат и тие факти кои што се факти во Македонија. А тоа е дека почнале судските реформи, но не се завршени судските реформи. Во Македонија допрва следува втора и трета фаза. Во делот на политизацијата на администрацијата, Македонија е променета од било кога порано. Легитимно е со промена на политичките гарнитури да се преземе и политичка одговорност таму каде што тоа е логично и нормално да се случи. Денеска не се променети после една година регулаторните тела во Македонија. Оние кои што ја контролират власта во државата. Еден куп органи, државни институции кои што паѓаа со промена на власта од независноста, буквално се до доаѓањето на оваа власт, не се променет. Со искрена намера да ги оставиме да завршат својот мандат или со изборот на новите целосно експертски и професионално да бидат поставени. Реформите во администрацијата се дел од планот 369, се дел секако и од планот 18, кој што следува до крајот на годината. Таа е вечна тенденција на која што ќе се бориме, но Европа потврди со кристално чиста и безусловна препорака, како никогаш порано. И апсолутно успехот е огромен. И не треба сами дома да го девалвираме, без разлика од какви политички мотиви се или без разлика од било какви мотиви кои што се легитимни за дебата и за граѓаните. Успех имаме, секако и сам реков која добивме препораката дека не е 100% таму се добро. Јасно, фер и пријателски ни окажено на слабостите. Продолжуваме да ги отклонуваме се со конечна цел. Пред се да создадеме квалитетни услови за живот на граѓаните, а секако да ги исполниме и оние критериуми кои што се наш услов за напредување кон полноправното членство во Европската Унија. Уште еднаш потенцирам, Македонија не чека одлука за полноправно членство. Македонија чека одлука за добивање на датум за почеток на преговори. Македонија може паралелно да преговара со Европската Унија, додека Европската Унија паралелно се реформира и унапредува и ќе биде секако заедница во која што сите наши граѓани на Македонија, но и на Европската Унија ќе имаат уште поквалитетен живот. Вратите ги отворивте, но оградата уште е од тука. Значи, кога ќе се извади оградата од владата и бројчаникот во триумфалната порта кога ќе биде ставен? Владата е целосно отворена. Владата е жива, се движи народ секој ден
внатре во просториите на секаде. Од премиерот до сите министри имат непосреден контакт со граѓаните, со граѓани кои што имат проблеми, кои што имат предлози и слично. Оградите се симнати уште со доаѓањето на оваа власт и јас верувам дека во иднина ќе се донесат и одлуки кои што и целосно ќе отворат владата. Секако се внимава и на безбедносните аспекти од тој аспект, но јас сум убеден и сум еден од приврзениците во оваа влада дека треба целосно да бидат отворени просториите на владата, заради тоа што само така е граѓанска и отворена влада. Се надевам многу скоро ќе се случат и вакви отварања комплетно кои што и исто така уште на еден начин демонстративно ќе покажат отвореност на владата. Бројчаникот се надевам дека процесите кои што ги водат институциите, пред се судските институции, каде што судски пресуди евентуално донесени кои што носат одлуки за враќање на парите, ќе бидат причината за поставување на бројчаникот. Јас веќе реков дека дадов ангажман заради тоа што има државни институции кои што склучиле спогодбени договори за враќање на парите. Многу брзо бројчаникот ќе биде поставен на триумфалната капија. Милка, повелете? Да. Премиере, контролните механизми се многу важни во едно општество за да се изгради силна демократија. Во тој контекст сакам да ве прашам, еве 3 месеци помина откако 5 члена на антикорупцијската комисија си поднесоа оставки, се чини како да нема политичка волја да се распише оглас од страна на собранието за да се пополни овој број, а антикорупцијската комисија во овој момент е блокирана, не може да носи одлуки, не може да одлучува евентуално дали во власта или во правосудните институции има непотизам, има судир на интереси. Едноставно да ги превенира овие девијантни појави кои се за жал дел од секое владење. Антикорупцијската комисија е многу важна во Македонија. За жал, последните години не функционираше и не даде свој резултат заради тоа што е формирана и заради тоа што постои. И таме брзаме во ново законско решение. Затоа што кога се изработува новото законско решение, не е коректно, не е честно да се избере нови членови на антикорупцијска комисија, а веднаш после тоа да се донесе ново законско решение во кое што однапред знаеме дека ќе има и критериуми за јакнети, сериозна експертска поставеност во таа антикорупцијска комисија и за јакнување на надлежностите на антикорупцијската комисија. Верувам дека многу брзо законот ќе биде донесен, согласно кој и ќе се пополни антикорупцијската комисија. Таа е вистинска реална потреба, час поскоро да има во Македонија. Не ги знам точно информациите, кои се точните денови на предлагањето на законот до владата, па после тоа и до парламентот, но знам дека дадов насоки да се убрза постапката на изработувањето на законското решение, заради тоа што согласно новиот закон ќе се бират и членовите на антикорупцијската комисија. Добро, следно прашање. Жана Боџиновска, МКД. Господине Заев, ќе се вратам малку пак на името. Дали е уште во игра и Линденска Македонија, бидејќи спомнувате 4-ти Линден? А другата работа е председателот Иванов вчера се пожали дека не е информиран за она што се случувало во Брисел. Планирате ли можеби некаква средба лидерска повторно или барем со него? Благодарам. Благодарам на прашањето. Не би дал коментари за одредени одредници или придавки или додавки на името, заради тоа што сме во финале на решавање, на можно решавање на овој повеќе од 25 годишен проблем. Председателот Иванов за сите детали до каде што бевме стигнати е целосно и детално информиран на лидерската средба. Новите состаноци кои што се случија во Њу Йорк и во Брисел го чекаат министерот кој што денеска од Сабајле овде и веројатно тој веднаш уште денеска ќе побара средба со председателот Иванов да го информира до каде се стигнати со разговорите со министерот за надворешни работи на Република Грција. И тоа е тој нов дел од преговарачкиот процес за кој што не е информиран председателот Иванов, а за сите суптилности, за сите детали за кои што е разговаран. Знаат сите граѓани дека следува разговор помеѓу мене и премиерот Алексис Ципрас. Веднаш после тој разговор, веднаш и ќе информирам соодветните институции, лидерите во државата и председателот Иванов, така да како се течат процесите најбрзо можно, гледаме да ги споделуваме и со председателот Иванов и со сите други важни фактори во државата кои што треба да донесат одлука. Така да знаете дека вчера касно министерот
Никола Димитров се врати од пат. Денеска сум информиран дека тој ќе побара средба со претседателот Иванов да го информира за тоа што се разговарало и до каде е дојден преговарачкиот процес. Може уште едно последно прашање, повели колега? Не ве слушам. Да, може се. Го спомнавте референдумот, меѓутоа зошто пред референдумот ратификација на договорот во собрание со 61 пратеник? Ратификација пред референдумот за да може Грција да испрати писмо до НАТО и да добиеме покана за НАТО. Месец порано. Секако ратификацијата на договорот е ратификација на нешто за кое што застанале двете влади и веројатно парламентарно мнозинство. Јас се надевам дека тоа ќе биде многу голем парламентарно мнозинство заедно со опозицијата. Но секако треба да знаат сите дека конечно е референдумот. Затоа сите стоиме зад референдумот. Крајот на септември, почетокот на октомври веројатно е прикладно време, ќе се договориме сите чинители во државата кога да се одржи тој референдум и преку референдумот граѓаните ќе ни дадат насоки. Но истовремено граѓаните, истите тие што ќе излезат на референдум, сакат да ги знаат ставовите на политичарите. Сакат да знаат како премиерот се однесува на ова прашање и кои ставови ги застапува. Сакат да знаат веројатно и шефот на опозицијата, претседателот на државата, претседателот на парламентот, другите лидери во Македонија. И тоа е отворена и транспарентна постапка и начин на кој што се решаваат проблемите. Мене ми е драго што во суптилноста на вака сериозен процес и грчката страна свати дека тоа што се менува е овде во Македонија. Не менуваат ништо во Грција. Затоа е потребно граѓаните да се изјаснат и граѓаните, јас сум убеден дека ќе го следат лидерството во државата, кое што се надевам до крај комплетно од сите ќе биде пред се одговорно кон иднината на Република Македонија и ќе се грижи за перспективите на сегашните и идните генерации граѓани на Македонија.